Формулата за Дастер беше едноставна, токму како и самиот автомобил. Тој беше и се уште е олицетворение на умно избалансираните карактеристики, но оние со кои автомобилските производители не сакаат да се пофалат. Ефтината и издржлива изработка, сосема солидните теренски својства, па дури и наетливиот однос кон се што представува тренд. Со ова тој освои многу патишта низ светот, од неодржуваните балкански преку студениот Сибир до пустинските подрачја во Африка. При тоа задоволувајќи ги потребите на разни целни групи купувачи од семејствата на кои им требаше возило да стигнат до своите домови некаде високо во Алпите, преку разните компании и служби кои без разлика на временските неприлики мораат токму кога треба да отидат каде треба да до сите оние кои сметаат дека мора да бидат подготвени токму за тоа. Користејќи ги придобивките што се дел од групата Рено, Dacia Duster се произведува или се произведуваше во повеќе земји низ светот: Романија, Бразил, Русија, Индија, Колумбија, Индонезија. На различни пазари настапува под различни ознаки, како Dacia, Renault или Nissan и со различни имиња, но без разлика како е облечен секаде освојува со истите карактеристики, пристапната цена, робусноста и скромните барања што ги има. Затоа и не треба да биде никакво изненадување што своите купувачи Дастер најмногу ги има најдено во Франција, Италија и Германија, каде се пласирани безмалку половината од сите произведени примероци.